ова беше состанок на Советот за превенција, една алатка, еден инструмент кој што го има општината и кој што го користи и во други прилики, но и сега, конкретно со некој предизвик кој што ја тишти општината или кој што сакаме да го решаваме со присуство на повеќе институции или чинители, општествено релевантни или одговорни субјекти кои што можат да придонесат да се подобри некоја одредена состојба. Конкретно, ова денешна тема на дневен ред беше зголемениот број на заразени со вирусот SARS-CoV-2 или причинителот на болеста COVID-19 и можноста да делуваме кон некои одредени фели или на некои одредени навики кои што во Струмица ги има, да подобриме, да превенираме ширење на овој вирус и конкретно имавме средба со угостителите во Струмица. Секако тука беа присутни и повеќе релевантни институции, како представници од Општинскиот суд, јавно обвинителство, секторот за внатрешни работи, државните инспекторати, пазаришен инспекторат, санитарен инспекторат, општинските комунални инспекторати, инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство и бројни представници од угостителите, со кои заедно дебатиравме и разговаравме на предизвиците и темите кои што се актуелни во моментов. Значи, суштината е дека бројот на заразени со пациенти со овој вирус во последно време во нашата општина почнува да расте и тоа беше доволно за да го поставиме овој аларм, за да предупредиме дека можеби тука има резерви на би кажал, ригорозно почитување на протоколите пропишени од владата на нашата држава и од секако од Комисијата за заразни болести. Фактот дека бројките на заразени пациенти, односно структурата на заразени пациенти во последниот период се повеќе се поместува границата, возрастната граница кон помладата популација, односно бројот на заразени пациенти доминира во старосна возраст од 15 до 30 години, зборува дека таа е така најмобилна, би кажал, една категорија на наши млади сограѓани, кои што се најчесто присутни во разни угостителски објекти и тука верувам дека ризикот за доаѓање во контакт со вирусот е поголем и затоа инсистираме на поголемо придржување кон мерките кои што се препишени со тие протоколи. Ете, тоа беше главниот мотив, главниот дневен ред. Сите релевантни чинители дадоа свој активен придонес во согледувањето во решавањето на овој предизвик и мислам дека донесовме некои корисни заклучоци и упати како во понатамошниот период да се движиме.